Мерката за паралелен увоз на лекови во нашето законодавство датира од крајот на 2013 година и тоа е мерка која е генератор на несигурност и недоверба кон нашиот здравствен систем од страна на пациентите и здравствените работници. Имајќи го во предвид тоа, но имајќи го предвид и објективните слабости на тоа законско решение, уште на самиот почеток на мандатот на новата влада, во соработка со експертската јавност, се зафативме со изготвување на измени во регулативата со која се регулира начинот на реализирање на паралелниот увоз. Овие измени сега се веќе во собраниска процедура и очекувам истите за многу кратко време да бидат имплементирани во нашето законодавство. Најзначајните аспекти поврзани со овие измени се однесуваат на воведување на мерки со кои се обезбедува поголема сигурност во квалитетот на лековите кои се увезуваат и се обезбедува поголема безбедност на истите. Со предложените промени, дистрибутерите ќе имаат обврска да обезбедат сертификат за квалитет на производот од производителот, да обезбедат сертификат за потврден квалитет од акредитирана и референтна лабораторија и да достават доказ за следливост на лекот од самото место на производство до крајното место на испорака. На тој начин сметаме дека ќе го подигнеме нивото на сигурност во квалитетот на лековите кои се носат со паралелниот увоз. Во однос на лековите со паралелен увоз, сакам да напоменам дека во изминатиот период значително го зајакнавме инспекцијскиот надзор над истите. Бидејќи инсулините беа најчеста тема во изминатиот период, би сакал да напоменам дека во изминатите месеци сите инсулини кои беа донесени со паралелен увоз на лекови во Република Македонија се детално, поединечно инспектирани и во соработка со референтни лаборатории. Овозможени се услови за комплетна анализа на истите. Во таа смисла би сакал да ги информирам пациентите и целата јавност дека моментално и во иднина врз инсулините ќе се вршат целосни анализи согласно пропишаните барања за квалитет. Во контекст на ова, би сакал исто така да напоменам дека во изминатиот период превзедовме и мощне значајни активности во однос на справување со фалсификуваните лекови. Фалсификуваните лекови се проблем во сите здравствени системи и регулаторни тела. Во изминатите месеци веќе имаме и реализирана активност од страна на нашите инспекцијски служби, кои открија поединечни пакувања од еден лек кои одговараат на дефиницијата за фалсификуван лек. За тие лекови, подоцна, од соодветна лабораторија, се докажа дека се работи за фалсификувани лекови, истите не се пуштени во промет и до основното јавно обвинителство е понесена пријава и предметот е предаден за понатамошна постапка. Друг мощен значаен сегмент на кој што посветивме особено внимание во изминатиот период е функционирање на системот за следење на несакани ефекти од употребата на лековите и медицинските средства. Морам да кажам дека во моментот на моето доаѓање овој систем речиси и да не функционираше. Доказ за тоа се 48-те пријави кои беа евидентирани од јануари до октомври 2017 година. За надминување на оваа ситуација превземени се поголем број на активности, оформена е работна група која претежно ја сочинуваат клинички и болнички фармацевти од различни здравствени институции низ Република Македонија. Колегите поминаа низ соодветен процес на обука
после што во 101 институции продолжија практично да ги применуваат добиените сознанија и активно да соработуваат со своите колеги во подигањето на свеста на фармако и материјовигиланцата. Како почетен резултат само од таа активност би сакал да напоменам дека за период од 2 месеци бројот на пријави е зголемен над 100 и реално очекуваме дека оваа активност ќе овозможи уште позначајни резултати. Во 2018 година на полето на фармако и материјовигиланцата предвидено е да профункционира и ново софтверско решение за пријавување и обработка на податоците. Софтверското решение моментално е во фаза на тестирање. За таа цел веќе се остварени работни состаноци со големите фармацевски компании, кои исто така се вклучени во првичното тестирање на софтверското решение. Планирана е и едукативна работилница во рамките на EU TAEX програмата, како и реализација за едукација на здравствените работници. Во изминатиот период, како една од најслабо детектираните алки во функционирање на Агенцијата за лекови и медицински средства, е неследењето на потрошувачка на лекови во Република Македонија. Оваа активност е законски детерминирана, но за жал, истата не се спроведувала. Во овој момент, реални податоци за потрошувачката на лекови може да се добие само за оние лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување. За целосно следење на потрошувачката, потребно е да се воспостави и дополнителен систем и истиот да се регулира со соодветни подзаконски акти. Во таа насока, сакам да ви информирам дека ние ги презедоме сите потребни активности и многу брзо овој систем ќе профункционира и истиот ќе овозможи да имаме јасна слика на реалната потрошувачка на лекови, што представува основниот предуслов за оневозможување на нерационална употреба на лекови. Од другите планирани активности за 2018 година би сакал да ги напоменам. Измените и меѓусебното одвојување на законот за лекови и медицински средства, кој ќе биде усогласен максимално со EU легислативата поврзана со лековите и медицинските средства, зајакнување на инспекцијските надзори во работењето на аптеките, веледрогериите, како и производствените компании, исто така и зајакнување и зголемување на постоечките кадровски и технички капацитети на Агенцијата за лекови и медицински средства.